Драги пријатели, здраво и добре дојдовте во денешнава епизода. Зборуваме денеска на една многу интересна тема и прашање, а тоа е поврзано со киселините и појава на киселини, затоа што на неколку наврати во овие епизоди и константно, можеби со луѓе со кои што работам и разговарам секојдневно, ја потенцирам важноста на здравјето, на дигестивниот систем и постојат многу сигнали кои што укажуваат дека можеби здравјето на дигестивниот систем е нарушено, а со тоа можам да ви гарантирам дека и општата добросостојба во телото ќе биде нарушена, затоа што дигестивниот систем е местото кај што телото добива се она што му значи гориво, нутритивна вредност и во зависност од тоа во каква состојба е, така ќе биде и општата добросостојба. И еден од тие сигнали се и киселините. И јас знам дека многу од вас можеби се соочуваат со таков проблем. И лично и јас пред 5,5 години, односно пред да променам нешто во навикиве мои во исхраната, ми се случуваше да 2-3 пати неделно ми се јават овие киселини и искрено, како и секој од вас, јас сум ги прифаќал како некоја нормална работа и како дел од секојдневие и дека тоа е тоа. И можеби ќе сум си помогнал со сода, со рупорут и така натаму работи кои што знам дека многу од вас ги употребуваат, но денеска ќе ви ја расчистам таа дилема и ќе ви дадам можеби јасни информации околу тоа што практично значи да имаш киселини. Прва работа, киселоста во желудникот се мери со pH вредност. И секој од нас треба да знае дека колку е помала pH вредноста, тоа значи дека е многу поголема киселоста. И што е цела поента тука? Желудникот има pH вредност на киселост 1,5 до 2. Тоа значи дека е па едно 50 до 100 пати покисел од лимонот. И може да замислите колкава киселост има во самиот желудник. И таа киселина е практично народски кажано солна киселина која што многу од вас ја употребуваат во домакинствата за чистење и исклучително јака киселина и се создава во желудникот поради заштита, односно кога ќе влезе храната во желудникот да многу полесно се обработува, а и воедно да се убиваат многуте бактерии кои што можат да го нарушат здравјето. Али од друга страна, бидејќи многу од луѓето не го знаат ова и не им прави логика, многу од вас можеби сметаат дека храната практично прави киселини и храната е одговорна за да можеби ги чувствуваат оние печења кои што ние народски си ги викаме киселини. И тука сакам веднаш да ви расчистам дека тоа не е возможно, затоа што едноставно било која храна да ја земете има далеку помала киселост за разлика од желудникот. И да речеме, еве, ако некој од вас можеби кафето му е криво за тоа што добива киселини, ќе ви кажам дека кафето има pH вредност некаде околу 4 или 5, ако не се лажам, или тоа во превод значи дека е многу помалку кисел од банана, е многу помалку кисел од патлиџан, е многу помалку кисел од боровинки и така натаму и воопшто не прави логика нека било која храна ќе ви предизвика киселини. Она што ги прави киселините и она што реално ние го чувствуваме како киселина и тие печења и така натаму, се практично ги чувствуваме во хранопроводот. Тоа се случува затоа што на дното на хранопроводот постои еден мускул кој што е одговорен да се отвара и затвара кога има потреба, односно тоа значи да се отвара кога ќе почне да минува храна низ хранопроводот и да влезе во желудникот и да се затвори кога тој процес ќе заврши, затоа што не треба да дозволува да се враќа назад киселина во хранопроводот. И киселините кои што сте ги чувствувате практично вие се вратена желудочна киселина во хранопроводот, односно разлабавен мускул кој што не може да ја задржи киселината и дозволува таа да навлезе во хранопроводот, а хранопроводот ја нема таа слузокожа и не е создаден за да ги трпи тие јаки киселини од желудочната киселина. Сега, зошто се случува тоа? Прва работа е тоа што јадеме неправилна храна и многу типови на процесирана храна и нездрава храна која што ја знаеме придонесуваат да се разлабавува тој мускул на дното на хранопроводот. Многу луѓе кои што имаат покачена телесна тежина или не мора да имаат покачена телесна тежина, едноставно да имаат вишок многу на висцерални масти, односно масти околу органите во телото, ќе почне да притиска, можеби да прави притисок на внатрешните органи и на желудникот воедно
и сето тоа да дозволува да пробива низ, да го пробие, односно да го разлабави тој мускул на дното на хранопроводот и да влезе киселина. Многу луѓе кои што можеби практикуваат да легнуваат после јадење, тоа е број еден причинител за појава на киселини. Легнување после јадење, најчесто тоа легнување следи после ручекот. Ручекот најчесто сме се прејале затоа што сме прегладнети и кога ќе внесеме голема количина на храна и при тоа ќе си легнеме, најчесто и се јавуваат киселини. Јас практично и тоа го доживував порано, али не бев свесен зашто е тоа така и затоа немојте да обвинувате храната за појава на киселини и нормално немојте и мене да ме слушате доколку тоа мислите дека е хронично. Нормално консултирајте се со ваш доктор доколку се работи за појак интензитет на киселини, за многу честа појава на киселини и видете дали можеби е некакво друго пореметување на желудникот и на дигестивниот систем. Верувам дека ви дадов добри информации, верувам барем да ви расчистам да не ја барате храната како изговор и виновник за тоа дека ви се јавуваат киселини. Она што преостанува е да можеби ако имате некое прашање поврзано со оваа тема, сакате нешто повеќе да дознаете, да ни се обратите и на хаштагот AskYosif или да ми се обратите мене лично и ако можам и знам да ви помогнам. До следната епизода ви оставам во здрави животни навики, ви благодарам што ја следите оваа епизода и се гледаме во следната. Чао, чао.